Добро ви вечер. Полека се вклучуваме. Супер. Добро вечер на сите што доаѓате. Што се вклучувате на овој лайв, кој што ќе биде малку поразличен, ќе се дружиме сите заедно и оноа што уште на почеток би сакала е да ве замолам да поставувате прашања. Значи, тоа ми е добро вечер, Радица. Значи, многу ми е важно да поставувате прашања во овој лайв, како би знаела да ви одговорам по-конкретно. Добро вечер, Катерина. Баш ми е мило што се вклучувате. Повелете, затоа што ќе разговараме за интересна тема, а тоа се негативните мисли. Можна актуелна тема. Добро вечер, Снежка. Така што е многу експлоатирана, посебно во последно време, и од мојата пракса, постојано се повторува тоа и како тема на работа и како некој проблем кој што се истакнува, а тоа се негативните мисли. Оноа што е многу интересно е што постојано кажувам дека мислата не е ништо друго освен една реченица или една слика, и тоа што исто така малку може би е и поразително, што на сета ова технологија со која што располагаме денес и на сиот овој високотехнолошки развој, на целата таа достапност на толку материјали, на вистина на многу големи ресурси, ние повторно имаме негативни мисли. Што е тоа што постојано ве враќа на таа негативност? Или карактеристика што ќе си ја дадете вие според искуството кое што го мимувате. Затоа што, како што кажав, мислата не е ништо друго освен една изговорена реченица или помислена слика или реченица. Најчесто ние размислуваме во слики, потоа сликите ги оживуваме со помош на нашите зборови, а на зборовите им даваме значење. Според значењето што ќе им го дадеме, мислата, која што е само една реченица, добива одредена конотација на позитивност или негативност, во зависност од тоа како ние ја доживуваме. Доколку ние ја доживуваме со пријатни чувства, со пријатен интензитет, тогаш велиме, окей, имам позитивни мисли. Но, ако тие мисли се искреирани од некои реченици кои што искуствено ни носат некои непосакувани вибрации во нашето тело, тогаш знаеме да ги окарактеризираме тие мисли дека се негативни. Значи, ние им го даваме значењето на мислите кои што ги мислиме. А уште поинтересно е што мислите ги создаваме ние самите и потоа си велиме дека се тие позитивни или негативни. Јас ќе ве почекам уште малку да се вклучите во поголем број. Го поместивме малку и тајмингот, времето го поместивме 1 час подоцна, бидејќи не е само да се вклучиме, нели, и да зборуваме, сепак треба да има интеракција со вас, затоа што овој лайф во кој што се вклучувам е за вас, затоа што вие да не сте, мислам јас на кого би зборувала, така што многу е важно да бидеме сите во една интеракција. Па дури и кога станува збор за негативните мисли. Тоа беше тема која што ја одбравте вие, која што доби најмногу гласови, што значи дека проблемот е некаде во вас, во нас. А ние најчесто што правиме? Кога имаме проблем, најчесто решението сакаме да го најдеме надвор од нас. Ако проблемот постои во нас, како можеме да добиеме решение надвор од нас? Меѓутоа, склони сме така да го бараме решението. И што правиме? Најчесто поседаме
посегаат луѓето по медикаменти, тоа е првиот надворешен фактор, кој во моментот ќе ги скроти можеби, затоа што се блокатори и ќе блокираат некој дел од мозокот, од функциите што ги има. И што се случува потоа? Поминува дејството на медикаментите и мислите повторно се враќаат. И дали сме го решиле и дали сте го решиле проблемот? Не. Проблемот се решава кога ќе нурнеме малку подлабоко во нас и кога ќе слушнеме што сакаме ние и на кој начин сакаме да ги решиме тие мисли. Тоа се само мисли, уште еднаш ќе напоменам, ниту се позитивни, ниту се негативни. Го даваме ние значењето според искуството кое го добиваме, односно според нашето доживување на одредена мисла. И оно што може да се запрашате во прв момент е кој го мисли тоа? Чии се овие мисли? Што е тоа што во овој момент ми се јавува? Како се чувствувам? Бидејќи секоја мисла, ако се задржи подолго време, раѓа и одредено доживување, одредено чувство. И според тоа, како ние се чувствуваме, ја добива конотацијата, значи самата мисла. Ако мене не ми е окей, тогаш што е тоа што треба да мислам за да ми биде мене во ред? Знаете како мислите и емоциите, ако сакате, умот и телото, бидејќи умот е јазикот на телото е јазикот на умот, а емоциите се во суштина телото е јазикот на емоциите. И ние кога ќе влеземе во автомобил, ако ние не им дадеме команда, односно не му даваме команда на возилото, возилото може да не носи каде што тоа сака или пак да не мрдне од место. Епа сега видете, ако возилото се вашиот ум и вашите емоции, каде сакате да ве одведе тоа возило? Бидејќи умот не застанува, значи тој постојано работи, постојано мисли, тоа му е работа. Така што командите кои што ги даваме треба да бидат во суштина нашето наблюдување и дестинацијата каде што сакаме да не одведат. Ако мислите кои што ги мислиме не носат на дестинација која нам не ни одговара, луѓе, дајте дестинација каде што сакате да бидете. Значи, поентата е да видам, значи, каде јас сакам да бидам. Да се ослушнам и да ги наблюдувам собствените мисли. Кога ние ќе се одвоиме од собствените мисли, тогаш веќе ќе можеме да управуваме со нив. Тоа невронауката го нарекува метакогниција, каде што ние можеме да ги наблюдуваме собствените мисли и да станеме сведок на тоа што мислиме. И тогаш нема оние силни емоции, како што знаат многу често, нели, мислите да произведат одредена емоција. И да етикетираме дали се позитивни или негативни. Знаете исто така што? Не можеме да велиме не сакам да мислам негативни мисли. Добро, а какви сакаш да мислиш? И кои се тие за тебе негативни мисли? Најчесто, бидејќи секој од нас има различни доживувања, различни искуства, најчесто твоите негативни мисли не се можеби негативни мисли за Петко, за Станко или за некој друг. Значи, идентификувајте ги мислите кои ви предизвикуваат одредени емоции и одредени доживувања.
кои се тие мисли. Напишете ги, опредметете ги. Видете што е тоа што создава кај вас немир. Точно напишете ги кои се тие мисли. Најчесто одите кон општо, негативни. Што точно? Што точно мислам јас, што ми предизвикува емоција, затоа што да се разбереме, емоциите не се ниту негативни, ниту позитивни. Емоциите го добиваат значењето според нашето искуство. Значи, некогаш притисокот ќе го карактеризираме како негативен, нели, па и стресот. Меѓутоа, дозиран стрес и дозиран притисок знае да не покрене од мртва точка и да не мотивира да сработиме одредена работа. Така што, дајте, кажете што е тоа точно што ви предизвикува одредена емоција која што во даден момент не ви е посакувана. Откако тоа ќе го завршите, ајде сега да видам што е тоа што сакам да мислам. Што е тоа како сакам да размислувам. И уште ако можете да се одвоите и да бидете само еден наблюдувач, сведок на вашите мисли, тоа е феноменално. А тоа се прави со вежбање. Тоа го вежбаме, на mindfulness го вежбаме на сите мои тренинзи, во суштина, кога ќе се одвоиме од мислата. Затоа што, ако ние мислиме дека се чувствуваме непријатно и дека се чувствуваме вака или онака, етикетирана состојба, што правиме? Се поистоветуваме со мислата. Значи дека мислата ја лепам на себе, мислата ја лепите на вас и вие сте мислата. Не, вие сте многу повеќе од мислата. Прво постои некој кој мисли, а може да постои и некој кој го наблюдува оној што мисли. И да наблюдува дури што мисли. И да сведочи на тоа искуство. И тоа е поентата. Значи, кога ќе се одвоиме од тој што мисли и кога ќе ја наблюдуваме чистата мисла. И од каде доаѓа таа? Чија е таа мисла? Ние, значи, во текот на денот мислиме 60-70 илјади мисли. Не можеме да бидеме свесни за сите тие мисли. Бидејќи нашиот мозок може да прими 7 плюс минус 2 информации. Тоа се на свесно ниво, тоа се 5 до 9 информации на свесно ниво. Сето останато е во нашата подсвест. Што значи тоа? Подсвеста функционира од навика. И сега, ние, ако сме почнале, затоа што видите, сите сакаат одеднаш да престанат да мислат така и да мислат одма волшебно кој инаку, ама таа мисла не дошла, таа навика на мислење вакви или онакви мисли не дошла од, не знам, од вчера, сум легнала и станувам одеднаш волшебно со негативни мисли. Не. Значи, тоа било со денови, со години и така натаму, нешто што сме го научили и сме се навикнале да размислуваме така. Мислата е навик, емоцијата е навик. Ние 90% од мислите што сме ги мислеле вчера, ги мислиме и денес. И тие исто ќе ги мислиме и утре. Тоа е автопилотот. Тоа е кога нема да се одвоиме и да сведочиме на тоа што
мислиме. Кој е тој што мисли и чии се тие мисли? Дали се тоа наши мисли или се информации кои што сме ги собрале од искуства на други? И врз основа на тоа, на искуствата од другите, и да не сме го доживеале тоа искуство, не фаќа страв, најчесто, не фаќа страв што ако ми се случи тоа и тоа, што ако биде вака, што ако биде онака. И тогаш почнуваат да се ројат тие мисли и една да се надоврзува на друга и на трета и на пета и на тој начин да го креирате вашиот ден и ако сакате поднатаму дури да го креирате вашиот живот. Значи, дали сте вие тој што управува со возилото или возилото управува со вас? А возилото секогаш ќе се движи. Нашиот ум функционира така што постојано се движи. И тој кај него, значи, не функционираат онака сите педали посебно, нема кочница, кај него е постојано газ. Така што тој движи напред или назад, во зависност од тоа како ние ќе управуваме или нема да управуваме со него. И оноа кога ќе си дадете себе си една таква задача или ќе го бараат помош луѓе и велат сакам, постојано мислам негативно. И сакам да не мислам така. И па добро, како сакаш да мислиш? Па не знам, сакам да не мислам така. И кога ќе си дадете онака гас на тоа да не мислам така, вие баш мислите токму така. Јас сега ќе ви кажам 10 секунди немојте да мислите на мајмун. Мајмун, немојте да мислите на мајмун. 10 секунди. Сигурно минимум 10 мајмуни ќе ви дојдат. И кој знае уште колку. Значи, што повеќе се насочувате на тоа да не го правите, вие тоа ќе го правите. Затоа што фокусот е таму. И фокусот е тој кој не држи во некаква состојба, во некаква мисла, во некаква емоција. Јас сега ќе ви кажам да забележите дома, кај вас, каде и да се наоѓате, колку предмети се во зелена боја во вашата просторија. Само избрите ги. Дали до сега сте знаеле дека имате толку зелени предмети, дека немате воопшто зелени предмети или нешто трето? Не. Значи, јас со гаранција тврдам дека не. Затоа што не сте биле фокусирани на тоа, затоа што при уредување на просторот ние не ги броиме работите и предметите, не сме фокусирани на тоа, туку сме фокусирани нешто да ни се вклопи во просторот. Ама кога ќе го ставиме фокусот на тоа, ние тоа и го мислиме. И на тоа обрнуваме внимание. На тоа го насочуваме нашето внимание. И, например, тоа е исто како кога ќе ви кажам, например, еве во текот на утрешниот ден, видете колку возила ќе сретнете со црвена боја. И вие ќе бидете фокусирани токму на тоа. И кој знае колку ќе ви се јават на патот. Зошто? Затоа што сме фокусирани на тоа. Исто и со мислите. Сакате да ги тргнете, фокусирајќи се на нив. И па не можеме да ги тргнеме кога сме фокусирани на нив. Значи, треба да се фокусираме на нешто друго. Дали јас сакам да ја живеам истата реалност од вчера или сакам да креирам нова реалност, која што мене ми дава бенефит, односно мене баш ми одговара со оноа каква што сакам да бидам, каков што сакам да бидам. И кои мисли сакам да ги мислам.
И кога ние ќе ги наблюдуваме мислите и кога ќе ми дојде мене некоја одредена мисла, ако сум јас наблюдувач, сведок, без да етикетирам каква е таа мисла, без да етикетирам и да судам дека повторно ми се јавила и да ми се тргне сега, леле сега пак ќе ме фата тие мисли и така натаму. Туку ако бидам само нем сведок и ќе речам, чекај, дали оваа мисла мене ме води до личноста која што јас сакам да бидам? Не. Која мисла мене ме води до тоа како сакам да ми биде мене денот? Јас креирам нова мисла. Со повторувањето, со такво свесно, исклучиво свесно наблюдување на мислите, тогаш можеме да креираме свесно и да други мисли и да живееме во поинаква реалност. Дури и за почеток да ни се гледа тоа налудничаво, но на почеток ни биле и овие негативни мисли можеби налудничави, ама ни се чинеле нормални затоа што обкружувањето ги имало тие мисли, искажувајќи ни ги со зборови и со одредени работи. Што ни ги кажувале, нели? Да правиме вака, да не правиме така и така натаму. Така ни се креирале одредени мисли. И со самото повторување на тие мисли, нови мисли кои што ги креираме, со постојано повторување создаваме навика, нова навика, која не носи до ново јас. На тој начин ние креираме мисли, на тој начин ние доаѓаме до трансформација на самите себе. А за тоа ни е потребно фокус и свесност. А свесност е mindfulness. Оно што се појави како прашање, јас би сакала да го одговорам. Најчесто кога ќе помислам на нешто дека би ми се случило, ако отидам на некое непознато место, ме обзема страв и веднаш ми се појавуваат мисли. Ова ќе ти се случи, нешто лошо ќе ми кажат и така натака. И тоа е скрос окей. И тоа е сосема нормално. Условно кажано, нормално научено. Зошто? Затоа што се што е непознато за нашиот ум представува негов страв. Тој се плаши од нешто непознато. И тој ви креира одредени приказни кои што не се вистина. Туку се само предпоставки, мисли на нешто што ние може би сме го доживеале некогаш како некое наше непријатно доживување и искуство. Видете, што му дете во нешто непознато? Прв пат ние кога сме отишле во некоја непозната средина, сме биле многу мали. Најчесто сите оние трауматски доживувања или било што некоја непријатност ни се случила кога сме биле многу мали. Тоа бил првиот контакт, одвојување од нашите, одење во градинка прв пат, па нели тешка адаптација, па не знам одговарање на част пред голема публика, условно кажано, пред соученици и така натаму, некогаш ви се случило неподготвени да бидете, ред работи и тоа како траума си го носиме. И што се случува? Доаѓаме во непозната средина и искуството се јавува нешто што било травма за нас, на тоа мало дете, што му било некогаш траума. Сега веќе возрастниот човек, бидејќи не може да ги исхендла работите, секогаш детето живее во нас, не може да ги исхендла работите, не учел тоа никој, да постапиме како возрастни, туку се јавува тоа мало дете од нас и се плаши, најчесто тогаш тоа е страф од јавен настап и ред работи, се плаши во таа непозната средина, креирајќи приказни, значи чиста интерпретација, тоа не е опис, чиста интерпретација од тоа што би било, кога би било, па јас тука никого не познавам и така натаму, и тоа некои знаат да му залепат веднаш етикета и да му кажат дека тоа е анксиозност. Значи, или одредени анксиозни состојби. Поентата е што ние си го носиме тоа искуство од детството и мислите се само во суштина гласот на тоа да не заштитат во даден момент. Значи, да не го доживееме повторно некое искуство што порано
може би сме го доживеале, или сме слушнале од некој друг дека го доживеал и тие ќе се јават како еден аларм во нашата глава, дека, опа, чекај тука, види, бака, може е страшно. Поентата е, и проблемот се јавува кога ние ќе поверуваме во тоа што ни го кажува умот. Значи, кога ние ќе поверуваме, настанува проблемот. Се додека тоа се јавува, значи, окей, супер што се јави, фала што ми кажа, дај сега возрастниот ќе се јави и ќе се погрижи за тебе, нели? Окей, јас не сакам, не јас ставив оваа дестинација на GPS-от. Јас сакам да се наоѓам на сосема поинаква дестинација, ќе ја земам работата во своји раце. Тоа е одговорноста на возрастниот. Значи, јас знам како да се однесувам. Чекај, а кој тоа го тврди? Кој тоа го кажува? Дали ова 100% вистина што го мислам во овој момент? Дали ова 100% вистина? Кој го кажува тоа? Од каде доаѓа ова? Значи, тоа се прашања кои што треба да си ги поставувате во даден момент. Дали ова вистина? Дали јас сведочам на ваква вистина сега во овој момент? Што мене на вистина ми се случува? И одите кон опис. Околу мене што има? Се наоѓам во една средина, окей, непозната за мене. Дали ова што го мислам 100% вистина? Не. Кој ова го кажува? Умот. Не сте вие не сте умот. Вие не сте вашата мисла. Вашата мисла е само креација на некои искуства претходни. А вие тоа сега не сте. Вие сте сосема на едно друго ниво. И сето тоа го благодарам многу за прашањето. Јас не знам кој е тој што се јави. Во секој случај, Пиксел, како и да е, кој да е, ви благодарам што споделувате на вистина и што прашувате, затоа што на вистина мене ми значи. Ви благодарам и на сите комплименти. Еве, има уште едно прашање, вели вака. Како да креираме реалност која што ја сакаме? Како да се фокусираме на мислите кои ни користат? Како да се одвоиме од мислите и само да ги наблюдуваме? Феноменално, тука има 4 прашања и баш ме радува, ти благодарам, Микица, на прашањата кои што ги постави, и ова се одлични прашања. Прво, како да креираме реалност која што ја сакаме? Реалноста која што ја сакаме ќе ја искреираме само онака како што би можеле да наблюдуваме, значи да ги наблюдуваме токму мислите, бидејќи мислите и нашето тело и нашите емоции ја креираат нашата нова реалност. Затоа што мислата создава, нели, одредена емоција, таа емоција предизвикува одредена реакција во нашето тело, одредена физиологија, и ние живееме токму во таа реалност. Се создава една хемиска реакција во нашиот организам, која што таа хемиска реакција, ако е непосакувана, создава и одредени понатаму симптоми. Затоа е многу важно да креираме онака како што посакуваме. Ние сме свесниот креатор. Кога тоа можеме да го направиме? Кога ќе сватиме и ќе освестиме дека е наша одговорност креирањето на мислите, со тоа како ние управуваме со емоциите и со тоа како ние на физичко ниво го исползуваме. Во смисол, ме фати некоја мисла, нека е негативна, бидејќи тоа не е темата. И што може да се случи? Може да се случи, например, емоционално да не се чувствувам пријатно и тоа да ме фрли, да бидам неспособна да чекорам во текот на денот и да го креирам денот, дури и работа неспособна може да ме направи, и јас сега, ајде ќе паѓаме во депресија и не знам што, ќе си легнеме ние и денес на вистина не можам, таков ми е денот. Не, денот е за сите ист. Поентата е како ние креираме во тој ден реалност каква што сакаме. И одговорноста е наша. Моментот кога јас
нема да се поистоветам со умот, кој креира одредена мисла, ми предизвикала одредена емоција, одредена хемија и биологија се случила во мојот организам, се случила одредена физиолошка реакција, јас кога ќе одам спротивно од тоа, односно, бидејќи не се поистоветувам, знам дека сум имала тоа и тоа зацртано, знам дека сакам денот да ми биде убав. Ако имате деца, единствен рол модел, ако сакате да им бидете вие на вашите деца, ако сакате вие да бидете рол моделот по кој што ќе придонесете за некакво подобро, не знам, ваше утре, треба да станете и да бидете усогласени со вашето идно јас. Бидејќи оно предходното ми искрирало ваков, да ми биде вакви сега мислите, да ми биде ваков во моментов денот и така натаму. Ако јас се поистоветам со тоа, тогаш ќе легнам и нели изговорот или она, да речеме, не само изговор, туку и оправдување, не ми е денот, не сум сега расположен, нема врска, ама баш нема врска. Значи, станувам, ја земам одговорноста во своји раце и одам да го креирам денот онака како што јас сакам да биде. Колку и да ми е тоа тешко. Значи, колку и да во даден момент не можам да истрајам, мислите се тие кои ме водат. Значи, ќе напишам некоја реченица, ќе си повторувам постојано во себе некоја реченица, нешто што е мојот лајт мотив за денот, например. Ние на коучинг тоа многу добро го решаваме, во mindfulness, на сите тренинзи тоа го решаваме, така што имате, некогаш ќе ви се јави символ, некогаш ќе ви се јави нешто што ќе ве води и ќе ве движи во текот на денот и ќе ви дава сила. Значи, секогаш мислата, окей, дали оваа мисла мене ми креира и днина каква што сакам, дали оваа мисла ми го креира денот денес онако како што сакам да го поминам. Тоа е тоа реалноста која ја живееме, која ја сакаме да ја живееме. Ако јас навистина ја сакам таа реалност, јас ќе направам тоа да го добијам. И она што веднаш ќе ве прашам, колку сте вие подготвени во овој момент, на скала од 1 до 10, и тоа го прашувам секогаш и пак ќе го прашувам и пак ќе го прашувам, колку сте вие подготвени на скала од 1 до 10, сега, во овој момент, да вложите, да се вложите себе, својата енергија, да вложите дел од своето време, да вложите дел од средства, што треба да ги вложите, сакате материјални, било какви. Колку на скала од 1 до 10 сте подготвени во овој момент да вложите, ако толку сакате да креирате нова реалност. Или само останувате на јас сакам. Па пробав, јас сакам. Што е тоа? Тоа е супер што поставувате прашање. Поентата е акција. Делување, действување. Значи, само ако сакам, јас не правам ништо. Само ако сакам, јас креирам одредена желба или одреден сон кој што некогаш можеби само ќе остане сон. Затоа што не сум покренала акција. Значи, ако сте на скала од 1 до 10, 10 решени дека вие тоа го сакате, тој ќе го направите. И ќе станете од кревет и ќе искреирате реалност каква што навистина сакате да имате. И како што реков на почеток, не може нешто што се таложело претходно, не настанало преку ноќ, да се смени за еден ден. Не. Значи, потребна е создавање на нова навика, нов мајндсет, нови емоции, емоциите се навика. Се лачат одредени хормони, значи се создава одредена хемија на која што е навикнат нашиот организам да функционира. И ако нешто му недостасува, тој ќе ви сервира одредени настани кои ќе ве вратат на таа емоција и на таа мисла. Ама ние ако сме наблюдувачи и сведоци на нашите мисли, ние ќе можеме сето тоа да го фатиме и да го смениме. А за тоа е потребно вежба.
Значи, тоа е потребно да искреирате. Менување, создавање на нови навики и дури и тогаш кога ви се чини невозможно, вие тоа да го направите. Како да се фокусираме на мислите кои ни користат, на тој начин што ќе ги наблюдувате. И ќе се фокусирате токму на оние, значи, ако ми се создаде мисла, кога вие ќе ја наблюдувате мислата, ќе видите, значи, ќе видите тој, нели, кој ќе се оспособи, а можете, тоа со вежбање можете, повелете, јас уште еднаш ве поканувам да дојдете на едукациите, значи, се прави, но со тренинг, значи, постојан тренинг и секој дневна вежба. 5 работи, барем, освестете, што е тоа што во моментов мислам, што е тоа што во моментов ми го создава ова чувство, која мисла ми ја создаде оваа емоција. И кога вие ќе се фокусирате на тоа, значи, вие веднаш ќе можете да се фокусирате ако во моментот, пазете, емоциите се вашиот GPS. Ако јас емоцијата која што во овој момент ја чувствувам не ми создава пријатно доживување, не се чувствувам добро со таа мисла, значи, или емоција, ева ако сакате, тогаш која мисла ми ја предизвика оваа емоција. И на тој начин емоцијата ми ја дава веднаш насоката на мојата мисла, на тоа како јас креирам. Значи, емоциите се феноменален GPS, така што користете ги. И на тој начин се фокусирате на тоа што ви користи. Ако вие во даден момент се чувствувате окей, значи, тие мисли ви користат. И тоа е окей. Видете, некогаш се случува и некоја непријатна случка да биде многу корисна. И најчесто ние растеме и се развиваме од грешките колку и да не се посекувани. Од некои, нели, милува да ги кажат тоа грешки. Од некои настани кои што сме ги сваќале дека се као негативни, а во суштина од нив растеме. Од сите тие наши падови, знаете, ние живееме по амплитуди. Еднаш сме горе, еднаш сме долу, еднаш горе, еднаш долу, еднаш мислиме позитивно, еднаш мислиме негативно и тоа е скрос окей. Не би било окей да биде рамна линија. Ние кога ќе дојдеме до таа негативна мисла, феноменално, значи сме чучнале, сега е време за скок. Дајте да направиме скок. Дајте да се фокусираме на тоа што ни носи добро. Значи, точно така знаеме како, следејќи го нашиот GPS. Како да се одвоиме од мислите и само да ги наблюдуваме. Толку така. Значи, кој е тој што мисли? Тоа се вежба. Значи, тоа се вежба, за да се издвоиме од тоа не можеме со рационалниот ум, се додека не го извежбаме, за да можеме и со рационалниот ум тоа да го правиме. Меѓутоа, прво ние мора да го стишаме овој дел што постојано нешто ни се случува, нели, ние додека сме со отворени очи, ние наблюдуваме 300 работи околу нас, првично со централниот вид, потоа со периферниот вид, нашиот периферен вид опфаќа 80%, централниот вид опфаќа 20% и ние со тој вид всушност го гледаме овој надворешен свет. Меѓутоа, кога ќе ги затвориме очите, ќе нурнеме малку подлабоко во себе, ќе го стишаме овој визуелен дел канал кој што ни носи многу информации, за да можеме да почнеме да се наблюдуваме првично себе нашето дишење. Првично нашето дишење, значи ние треба да го свртиме фокусот на дишењето. И тоа е првото нешто што можеме да го направиме кога ќе се јават токму тие нивното височество мислите. Значи, наречете ги какви сакате, затоа што некогаш и еуфоријата, колку и да ни носи онака позитивно, условно речено, бидејќи тука се лачи голем адреналин, големо количество на адреналин, и таа знае да ни биде, нели, некогаш и не толку корисна, еуфоријата зборувам,
Значи, дури и тогаш можеме да го стишаме умот, затоа што и во еуфорија знаеме да направиме некои работи кои што го направив така, тогаш во еуфорија ме фати и јас направи вака и вака. Знаете, не секогаш само негативното, условно кажано, за некого носи ваков или онаков резултат. Така што наше е да управуваме со сето тоа. А како? Така што ќе се стишаме и ќе се фокусираме на нашето дишење. Можете да се фокусирате на работите, например, кои што можете, ако сте со отворени очи, дури и да набројувате барем 5 работи кои што ги гледате, да го да го фокусираме, да го овој периферниот вид малку да го собереме, па да се фокусираме на одредени 5 работи, например, кои што ги видам тука во околинава. Можете да се фокусирате на вашиот од. Ние сето тоа го работиме. О mindfulness, значи таа медитација во одење, што точно гледам, како гледам и така натаму, дури и како мислам. И што мислам. И тие се да почувствувате што мирисате, да слушнете одредени звуци кои што доаѓаат, да се фокусирате колку звуци слушате. Значи има повеќе начини и техники за вежбање на фокусот. Меѓу кои, дури и со вашите прсти, дланките и така натаму. Сето тоа го работиме на моите едукации. Добре дојдени сте секако. Сега посебно на 20 почнуваме со mindfulness. На тој начин ги наблюдуваме, значи стануваме нем сведок, без да ги етикетираме, без да кажеме, значи го наблюдуваме некој звук. Што е наблюдување? Без да етикетирам. Пак овој хрчи, да речеме пред спиење, наблюдуваме звуци. И се слушате сопруг, сопруга, комшија, тука некој хрчи. И почва, пак овој струже, сега кој ќе го слуша. Што е чисто етикетирање или некој ви грицка симки и тоа вас ве вади од такт, ве вади од контрола и почнувате, овој. Тоа е, значи, нефокусирано наблюдување. Но моментот кога вие само слушате звук, каков и да е тој. Ама не му лепите етикета дека тој ве вади од так, дека е ваков или онаков, или оној пее како да дере некој, јарци, не знам ти што, фалшира кој ќе го слуша и така натаму. Значи, без да лепите било каква етикета, тоа е наблюдување. На тој начин наблюдуваме, на тој начин, значи, и ги наблюдуваме и нашите мисли, без да им лепиме етикета. Затоа што мислите не се ниту добри, ниту лоши, туку се токму ништо, само мисли. Кажете ми дали има уште прашања, затоа што овие што беа до сега, како што можев да забележам, ги одговорив. Дали имате уште некое прашање, како да му помогнам на дете со негативни мисли, токму на овој начин. Прво, чие тоа дете? Има уште некои прашања, многу ви благодарам. Значи, дали е ваше дете, дали, значи, чие тоа дете, затоа прашувам, условно кажано, ваше дете, дали е од вашето поблиско семејство, затоа што ќе ве прашам, доколку е дете кое е дошло, од вас на овој свет, како размислувате вие? Што мислите вие? Каков пример сте вие за вашето дете? Затоа велам, бидете рол модел на вашите деца, на вашето семејство, бидете некој по кој членовите од вашето семејство буквално ќе се раководат, можеби на некој начин, можеби ќе бидете инспирација за нив, можеби ќе ги поттикнете да истражуваат. Не мора да ве следат, меѓутоа доволно е да гледаат промени. А уште ако ја видат кај вас промената, уште подобро би било тоа. Оно, значи, што можам да ве прашам, како вие размислувате, доколку се работи за некој дете, ако се занимавате со работа со деца, значи,
првенствено дали тоа сака да измени. Затоа што многу често ние сакаме да помогнеме некому, но тој не сака да ја смени таа навика. За да помогнеме некому, треба тој да сака да смени нешто. Затоа што сето останато е само трошење на вашата енергија. Можете да посочувате одредени работи кои што, например, би го фокусирале на нешто добро. На несвесно ниво може да се работи на тој начин што на крајот од денот, ајде да видиме што добро се случи денес. Ајде да видиме што направи ти добро. Значи, тоа е повторно рутина, повторно менување на фокус. Ајде да видиме, може дури низ игра, ако се работи за дете. Значи, низ игра 5 прсти, 10 прсти, ако сакате, што е тоа да и нешто убаво се случи. Па зарем тоа не е нешто прекрасно? Значи, на едно несвесно ниво да делуваме без ние да сакаме пластично да измениме нешто, како што сакаме да милуваме, да си кажем, леле, немој да мислиш така, а оноа немој да мислиш така, претходно ви кажав што е во суштина. Не сакам да мислам такви мисли, вие само такви мисли мислите. Немојте да мислите на мајмуни, вие создавате цела зоолошка градина мајмуни. Значи, поентата е да го пренасочите вниманието на еден поинаков начин со работа во оној подсвесен дел. Ајде да видиме што е тоа што добро направи. И јас затоа секогаш на моите тренинзи ги давам дневниците кои што водат, кои што се секогаш со прашања, кои што имаат фокус, значи, кон тоа што добро направив денес, на што сум посебно горда денес, на што сум, иако јас не го предпочитам тој термин гордост, меѓутоа, за да се доближиме до оноа на што не учеле, предпочитам термин благодарност, но за да се доближиме до оноа што не учеле дека ние сме горди, не знам ти што во животот, мора да направиме еден свич од оноа што ни е познато кон оноа што сакаме да го постигнеме. И затоа, значи, таму имате нешто што може да ве насочи на тоа како да си дадам позитивна конотација на секој ден. Значи, секој ден легнувајте токму така, станувајте со тоа што сакате да искреирате во текот на денот. И знаете што, немојте да се плашите од негативните мисли. Запишете ги. Затоа што се додека се плашите и се криете од нив, тие се вашата сенка и ве следат. Значи, соочете се со тоа што се случува во реалноста. Вашата реалност. И затоа запишете ги, секогаш освестете ги. Тоа е тоа наблюдување. Значи, на детето можете да му помогнете на повеќе начини, почнувајќи ако е кај вас во семејството од вашето менување, вие бидете рол модел, а потоа насочувајте ги исклучиво на на овој начин. Што денес убаво се случи? Ајде да видиме на што можеме да се што можеме убаво денес да направиме. Што е добро во ова и така натаму. Посочете ми ако е окей. Што со мислите креирани под дејство на негативни физички сензации или симптоми кои уште повеќе ги влошуваат состојбите? Пример, тешки утра поради проблем со тироидната, низок метаболизам кој креира страх. Окей. Што е тоа што сакате да кажете, а не ви е искажано? На кого точно сакате да му кажете некоја работа, а не сте ја искажале? Секогаш запишувајте, ако не можете да искажете, запишете го тоа што ви лежи на срце. Може би стравот од тоа да искажете и како ќе бидете сватени или кој како ќе ве разбере, ве спречува во многу работи. Значи, секогаш искажувајте го тоа што го мислите. Утрото не е ни тешко, не е ниту лесно, утрото е утро. За некого е прекрасно будење на нешто ново. Што денес можам да направам добро за себе, Славчо? Што е тоа денес што можам да направам добро за Славчо?
Што можам да направам денес за овој човек? Што е тоа што сакам да го кажам? Значи, можете и на себе да си кажете некои работи кои што ве поддржуваат, а секогаш оноа што сакате да го кажете на некој друг, слободно, ако не можете да го искажете, напишете го. Славчо, ако имаш уште нешто, слободно пиши. Ако негативните мисли се потикнати од негативните образци во подсвеста, како да ги избришеме, поништиме тие образци. Тие образци се модели на однесување. Образците се навики, онака како што ви кажа. Значи, со менување на навиките, ние го менуваме моделот на однесување. Прв модул во mindfulnessот е токму тоа, менување на навиките, на тие образци. Значи, само со наблюдување на мислата, на навиката која што ја правам секој ден и ми носи ист ден, не помалку различен од претходниот, значи дека јас треба да ја сменам таа навика. И тие образци ги менуваме на тој начин. А оние образци кои што се, да речеме, патерни, нели, од подлабоко потикнати од некои подлабоки уверувања, може би предизвикани и од некоја генетика, тогаш веќе тие ги менуваме на едно поинакво ниво со, нели, одредени метапрограми кои што ги имаме, со одредени прашања кои што си ги поставуваме. Така што прво преминете со промена на навиките, дури навиката на нашите мисли, навиката на нашите секојдневни исти однесувања кои дава ист резултат. Затоа што многу е налудничаво да мислиме дека постапуваме исто, а сакаме да добиеме различен резултат. Нема шанса. Значи, шанса нема. Не можете да добиете различен резултат со исти мисли, со исти навики, со исто секојдневие, со исто станување од кревет, со исто легнување во кревет. Нема шанса. Можете да смените само со менување на мислата. Само со менување на навиката. Тоа е образецот, тоа е моделот, според кој ние се однесуваме. Вие само можете да ја смените таа навика. Не може да дојдам јас или да дојде, не знам, или поради сопругата, сопругот, дечкото, ово или оној, мене ми е вака, нема врска. Вам ви е така, затоа што мене ми е така, затоа што јас ги креирам тие мисли. Јас дозволувам до таа граница, од таа граница. Јас сум тој што дозволувам да ми влијае тоа нечие однесување. И да креирам таква и таква мисла. Јас сум тој која менувам навиката и дали сакам да ја сменам. Значи, не дали можам, секогаш можам ако сакам. Арно, ама, кога умот оди во нешто непознато, првично му е страх, во второ се плаши од новото и те враќа во старата навика. И затоа се враќаме, и се враќате, и се враќате. Не. Значи, ако ставам јас крај на ова, создавам нова навика и креирам нов образец на однесување. Образецот е токму тоа. Значи, модел на однесување. Баш ви благодарам на прашањата и баш се радувам. Дали има уште нешто? Дали се плашиме од ново и непознато или се плашиме да не го изгубиме старото познато, какво и да е, да, и од едно, и од друго. Значи, ти благодарам, Јуле, се плашиме од новото и непознатото, апсолутно, и се плашиме воедно, значи сме врзани за старото. И таа врзаност не држи да не напредуваме. И таа врзаност се одврзува и се ослободува на феноменален начин и на лесен начин, само да сакаме. Најчесто ние не сакаме да изгубиме нешто старо затоа што таму сме сигурни.
Тоа е некоја гаранција за нашата сигурност и тоа е гаранција дека мене ми е таму удобно, затоа што е познато. Што ме познато е удобно. Какво и да е. Познато ми е. Познато ми е дека јас ќе влезам во тој стан, ќе седнам на тоа и тоа место, познато ми е дека тоа и тоа е патот кој го поминувам секој ден, позната ми е таа и таа локација, колку и да не ми е окей и се тешиме, секогаш наоѓаме изговор или утеха во тоа дека па добро, па барем ете, оди нешто, па ајте барем, ќе си најдеме секогаш некој изговор за да останеме таму и да се држиме за тоа старо. И наводно сигурно. И тоа уствари ни создава да се плашиме од тоа што е ново и непознато. Умот секогаш се плаши од ново и непознато. И јас ве советувам топло да одите секогаш во ново и непознато. Затоа што само на тој начин ќе го совладате сето оноа што ве враќа назад. Не може да боли повеќе од тоа што ја чувствувате неудобноста таму каде што сте. Нема шанса. Јас уште на многу мала возраст, многу мала па тинеџерска, па може би потоа веќе и млада, на овој начин имам победено, условно кажано, се имам соочено со стравови кои што никој не ми ги кажал како да ги надминам, туку едноставно, веројатно тоа е мојата дарба и затоа сум тука, самото што ми дошло, сум успеала да го надминам сето тоа и да се занимавам со работа каде што требаше да пеам. Например, мене пеењето ми беше од дете, како траума доживеана од нешто што сум го слушнала. Јас имав страх од такво нешто, за потоа на генерации и да пеам и да свирам и така натаму. Значи, како? Само со соочување. Само со надминување. Затоа што оноа старо не би било старо ако веќе има нешто ново. А новото не води напред, а старото е тоа што треба да го пуштиме. Исто како кога би седеле сите дрвја со нивните листови, без да ги отпуштат, со можност да создадат нешто ново. Значи, создаваме нешто ново само и само ако го отпуштиме старото. И супер, ти благодарам на ова прашање, затоа што имаше и исто клиентка што прашуваше, што велеше, сакам да се вратам да бидам старата јас. Не, никогаш не можеме да се вратиме да бидеме старите ние. Затоа што ова е ново време, нови можности, нешто ново се создава, така што мора да го отпуштиме тој стар образец на однесување и да се фокусираме на креирање на нешто ново што е адаптибилно на новата генерација на живење. Луѓе се менува и се оди со толку брзо темпо, што ние на вистина и затоа се случуваат еве и овие настани и се во ова што се случува, развојот, затоа што, пазете, се случува огромен развој на технологијата, ама ние сме софти технологија, ние сме мекана технологија. И овој хардвер, да речеме, го има измислено и вештачката интелигенција и најврвниот компјутер. Значи, се од тука. И ова која ќе го смениме, овој хардвер, која ќе стане софтвер, односно наша автоматизирана навика, ние сме преминале во едно друго ниво. Така што ние треба да се движиме заедно со промените кои што се итекако брзи,
Ние не можеме да очекуваме со стари навики во ново живење и ново време. Нема шанса, нема напредок тука. Не може, нема, едноставно. Така што, ние треба да се движиме чекор со времето. И ништо некогаш се случува да ние размислуваме, пазете, и нашето вложување, нашите инвестиции може да не спречува, многумина ги спречуваат во тоа, ај кога ќе имам, па ќе вложам или ќе дадам, ќе се вложам тука, ама само кога ќе имам, кога ќе отплатам, кога ќе направам вака, што повеќе веќе ќе ве прашам. Што повеќе ве чини? Дали ве чини повеќе седењето и тлењето во, условно кажано, зоната на комфорот, или чмаењето и враќањето наназад, или инвестирањето дури и пред да дојде и живењето на реалноста која што сакам да ја живеам. А не задоволувајќи се, знаете како на кученце стрв кога ќе фрлите, па ќе дојде, ќе касне малку, тоа е ова. Значи, ќе касна малку од тука, ќе слушнам малку од онаму, ќе читнам малку од оваму, па малку ќе ми биде подобро, па добро, ај ова ќе пробам, па ај малку ќе се потапкам, па ај малку вага ќе направам. Не, луѓе, превземете во своји раце и превземете ја одговорноста во своји раце и инвестирајте во личен развој, инвестирајте во себе и за да дојдете онаму кај што сакате. Не се залажувајте. Значи, превземете чекор и превземете нешто што навистина ќе ве донесе на едно повисоко ниво, онаму каде што сакате да бидете. За мене од една страна беше поразително што после толку време јас лани држав еден вебинар кај што имаше 100 присутни со мислите, негативните мисли. Дури давав и некои одредени вежби. И повторно се тие негативни мисли актуелни. Што тоа ми кажува? Тоа ми кажува како фидбек, значи зборувам, не предпоставам, туку фидбек ми дава, дека кај нас не се практикува. А се е практика. Значи, ние не можеме само да се полниме со знаење и да се полниме со едукација и да нешто правиме без практика, но константна практика. А не јас денес ќе направам вака, па утре, па и да скокнам, па малку ќе си дадам паузичка, па после ќе си направам вака, па чекај сега ќе... Не, значи, константна практика. Тоа е исто како, ај денес ќе дишам, ај после малку нема да дишам, па ај утре малку, не знам, ќе направам, не знам, ќе одморам, па задутре нема да легнувам. Значи, практика секојдневна. И тоа го добивате, значи, на едукациите. Тоа е супер да се едуцирате било каде, не, значи, тоа е вашиот избор, оно што јас го нудам на mindfulness едукациите, кои што се сега во овој момент, можам да кажам на сведоштво на многу пракси. Првично се со мислите, потоа се со одредени симптоми, одредени баш симптоми по големи, можеби подлабоки. Ете, некако се случило да едноставно ги снема, но се до праксата. Така што ве поканувам на едукациите, добре дојдени сте. Сега можете како да добро, ова е окей, дали имаме уште прашања? Како да ги избришеме, значи бришење на негативни мисли нема, но има нова навика, а тоа е мислење мисли кои мене ми одговараат. И на тој начин по автоматизам доаѓа едноставно не ги мислите, како да ви кажам. Не се тие доминантни, фокусот не ви е на нив, туку фокусот ви е на нешто друго. Бришење, делит, не постои.
Значи, убаво би било кога би имале такво копче или офон, да речеме, во мозокот, чак си мислам, чак не си мислам, убаво би било, тоа би било феноменално. Меѓутоа не постои такво нешто. Значи, нема ни делит копче, но оноа што го имаме ние како алатка е наблюдување на мислите и фокус онаму каде што нам ни одговара. И така што, ете, одговор и на тоа прашање. Дали има уште некое прашање? Кажете ми како сте задоволни. Јас до сега мислам одговорив дури на сите прашања до сега поставени. Па и не успеав нешто што ајде реков да прибележам нешто да ви кажам, а ни помина времето. Во секој случај, значи, оноа што е најважно е да знаете дека умот треба да ви служи вам, умот и телот треба да ви служат вам и да бидат возила како што, нели, да управувате вие со тоа возило каде што сакате да одите. Како да го сменам старото така што ќе креирате ново? И новото ќе го смениш, Радица, со тоа што значи старото ќе го смениш со тоа што ќе се придржуваш на тоа што сакаш да го искреираш. Значи, не тоа што не сакам, туку како сакам. Што сакам да искреирам? Какви мисли сакам да имам? Како сакам да ми биде денот? Ми се враќаат тие мисли. Океј, јас ги наблюдувам. Значи, јас само ги наблюдувам мислите. И потоа, значи, знам на кои мисли да се фокусирам. Тоа е поентата. Значи, тоа е тоа. Да го смените старото, треба да искреирате ново и да живеете како да тоа веќе е остварено. Замислете колку е тоа добро. Замислете го тоа нешто. Да живеете како да веќе тоа е остварено. И веќе се носите на едно поинакво ниво во вашите мисли, затоа што мислите, ако ви се на нешто, на некој недостаток, тие ве носат во недостаток. Но ако ви се дека вие можете тоа да го смените, кој вели дека е 100% така? Кој вели? Што е тоа што ме држи тука? Значи, и создавам една нова навика, едно ново искуство како сакам да ми биде. И на тој начин вие го менувате старото. Значи, со мали чекори, со мали нешта, нешто што не сте правеле вчера, направете денес, нешто што ви носи добро, со мал еден чекор, па потоа продолжете со поголеми на едукациите. Дојдете и заедно одиме заедно. Благодарам Благица, благодарам на сите кои што бевте вклучени, благодарам за вашето учество, продолжуваме и наредната недела. Топло ве повикувам на едукациите, заедно да работиме, задоволство ми е, вашиот напредок е навистина една моја голема сатисфакција за понатаму, бидејќи не е значи само на едукација и толку, туку работиме сите заедно, работиме на создавање на нови навики, нови денови, нови вештини, нови софтвери, тоа се нови автоматизирани знаења, кои што нам ни служат. До наредната недела ви посакувам да имате пред се убава мирна ноќ, пријатна работна недела и да се сакате себе, да ги сакате луѓето кои ве сакаат вас и чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве сакаат вас. Убава вечер.